Насловна страна на денешниот дневник. Започна празничната еуфорија во Охрид. Петардите не се играчка. Едукативна активност на Црвен крст и СВР Охрид. Во пораст злоупотребата на деца за питачење во туристичките центри. Заврши конзервацијата на живописот на црквата Света Богородица Болничка. Зеленски побарал безбедносни гаранции за 50 години. Трамп му понудил за 15. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме сонче во време со мала до умерена облачност. По студеното утро со температура од -5 степени, дневната температура се искачи до 7 степен. За утре метеоролозите најавуваат сончево и студено време со мала до умерена облачност. Утринската температура од -4 степени, а максималната дневна до 3 степени Целзиусови. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Температурите во Македонија утре во интервал од -5 до 11 степени. Во следните денови времето ќе биде стабилно и студено со ниски утрински температури, кои насекаде ќе бидат негативни, а наместа ќе се спуштат и до -10 степени. Преку денот ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Започна празничната еуфорија во Охрид. Викендов имаеше голем број туристи, но најголем дел од нив остануваат само 2 до 3 дена. Туристичките работници велат за подолг престој неопходно е проширување на празничната понуда и дополнителни содржини во градот. Започна празничната еуфорија. Овој викенд во Охрид забележително е присуство на голем број туристи од Грција, Бугарија и Србија. Гостите кои новата 2026 година ќе ја дочекаат на брегот на Охридското езеро пристигнуваат во среда, а најголем дел од нив користат 3-дневни аранжмани, додека дел од гостите ќе останат до недела. Експертите велат и покрај зголемената посетеност, престојот е релативно краток. Во однос на празниците други кои следат после Нова година, за Божик, за Водици, за православна Нова година, не се очекува голем број на туристи, меѓутоа ќе има секако посетеност, може да кажеме да биде на задоволително ниво. На градскиот плоштад започна новогодишната Охридска приказна, но според туристичките работници за подолг престој на гостите потребно е проширување на понудата. Треба во иднина да размислуваме како да го направиме Охрид една бајка, како што се божикните пазари бајка направени низ сите европски градови, и со некоја таква приказка, со некои содржини кои би се направиле во градов, да траат од ноември до Водици, значи, во тој период, и со програми кои секојдневно би се одвивале, мислам дека би имале успех и дека би имале продолжена туристичка сезона. Со збогатување на празничните содржини, туристичките работници сметаат дека Охрид може да прерасне во атрактивна зимска дестинација. Петардите не се играчка. Припадници на СВР Охрид, одделение за превенција и волонтери на Црвен крст Охрид спроведоа едукативна активност со посебен акцент на превенцијата од ризиците предизвикани од употребата на пиротехнички средства. Во рамки на своите здравствено-превентивни активности, Црвен крст Охрид ја продолжи соработката со СВР Охрид, одделението за превенција, со посебен акцент на превенцијата од ризиците предизвикани од употребата на пиротехнички средства. На градското пристаниште, пред споменикот на фаќачот на крст во Охрид, вчера припадници на СВР Охрид, одделение за превенција и волонтери на Црвен крст Охрид спроведоа едукативна активност при која беа делени информативни материјали за опасностите и последиците од користењето на петарди и други пиротехнички средства. Преку директна комуникација со граѓаните беше нагласено дека употребата на пиротехнички средства представува сериозен ризик по здравјето и безбедноста и дека истата е законски санкционирана. Во рамки на активноста беше реализирана и симулацијска показна вежба, при која парамедиците на Црвен крст Охрид прикажаа повреди на екстремитети настанати од експлозија на петарди, како и правилно укажување на прва помош при ваков тип на повреди. Целта на симулацијата беше преку реалистичен, но едукативен пристап да се подигне свеста кај граѓаните за сериозноста на последиците кои може да настанат од несовесна употреба на пиротехнички средства. Преку оваа активност беше испратена силна и јасна порака дека петардите не се играчка, со апел до децата, младите, но и до родителите за поголема одговорност, внимание и грижа со цел престојните новогодишни и божикни празници да поминат безбедно, без повреди и несакани последици, порачуваат од Црвен крст Охрид. Расте бројот на злоупотребени деца питачи, особено за празниците во туристичките центри. Од Сдруженијето Градиме иднина велат потребно е отварање на дневни центри. Загрижувачка е состојбата со деца питачи во туристичките центри во земјава. Во Охрид не само во летната сезона, туку и за време на новогодишните празници организирано се носат социјално ранливи деца од други градови. Злоупотребувачите од само едно дете на улица заработуваат од 3 до 6.000 динари на ден. Од Сдруженијето Градиме иднина ги повикуваат граѓаните да не им даваат пари. Ромската заедница, социјалната категорија, од социјални најранливи категории каде што немат месечни примања, се приматели на социјална помош. Истражувањата кажува дека 18.500 децата не ни се на школска клупа и во детска градинка.
Питачењето е сериозна злоупотреба. Голем број од жртвите немаат документи, немаат пристап до здравствена заштита. Потребно е отворање на дневни центри за згрижување на децата жртви. Јас еве ќе дадам еден апел и до градоначалниците и го замолувам градоначалникот на градот Охрид, затоа што они имат програма и се должни да го решаваат проблемот за сузбивањето на питачењето и отстранувањето и решавањето и отварање на дневен центар, затоа што Охрид има голем буџет и во Република Македонија има 2 дневни центри, но тие 2 дневни центри не може да го решаваат проблемот. Значи го замолувам градоначалникот со полициските службеници, командирот кој го назначува по нивно барање, го замолувам полициските службеници, полицијата поактивно да работи. Доколку не превземат мерки, ние како градиме иднина ја следиме состојбата во сите градови, како се одвива процесот и работењето на ЦСР Охрид, на градоначалничката функција и на полициските службеници, командири. Доколку не сме задоволни, ние праќаме дописи до владата, до министерството и да одговара за својата службена положба. Го замолувам да издвои буџет и да се отвори дневен центар за деца од улица и секојдневно да им се решаваат проблемите од образование, од социјални станови, од вработување и да бидат конкурентни на пазарот. Во изминативе 2 години 145 деца се спасени од улица, а полицијата поднесе 236 кривични пријави против лица што ги злоупотребувале, вклучувајќи случаи на проституција и други форми на експлоатација. Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид го реализира проектот конзерваторско-реставраторски работи на живописот од црквата Света Богородица Болничка. Завршија конзерваторско-реставраторските работи на живописот од црквата Света Богородица Болничка, информираа од Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид. Работите беа изведени согласно важечките стручни стандарди и принципи на конзервација од страна на стручен тим на конзерватори-реставратори. Со реализацијата на проектот беа извршени стручни конзерваторско-реставраторски интервенции со цел заштита, стабилизација и презентација на живописот, со што се придонесува кон зачувување на културно-историското наследство од исклучително значење за Охрид и поширокиот регион. Раководител на проектот е магистар Никола Патчев. Проектот е во рамки на годинешната програма на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид и е финансиран од Министерството за култура и туризам. Од Завод и музеј информира и дека при работа на проектот на портите на куќата на Робевци пронајдени се амаилии чие потекло и значење понатака ќе бидат цел на проучување на стручен тим составен од повеќе области во заштитата и музејската дејност. Дека Охрид е непресушен извор на богато материјално и нематеријално, движно и недвижно и пред се духовно наследство и како целина, но и секое место, уличка, куќа крие некаква приказна и овој пат се покажа и докажа велат од установата. На проектот на портите на куќата на Робевци работеа како раководител на проектот Тања Паскали Бунташевска, советник конзерватор и стручен тим составен од Билјана Митановска конзерватор, Оливера Мишева виш кустос, Банчо Димовски конзерватор и Ѓоко Филиповски надворешен член. Охрид доби контејнер за одлагање на текстилен отпад. Првиот контејнер за одлагање на текстилен отпад во Охрид се наоѓа до задниот влез на трговскиот центар Охрид Мол. Од јавното предпријатие Охридски комуналец најавуваат дека дополнителни контејнери за текстил ќе бидат поставени во училиштата кои се дел од програмата Училишта без пластика и партнери на кампањата Чисто е убаво, каде што во организирани екоакции еднаш месечно ќе се овозможи одлагање на стара облека. Со селекција, донирање и повторна употреба на текстилот ги штитиме ресурсите, го намалуваме загадувањето и придонесуваме за циркуларна економија, порачуваат од јавното предпријатие. Оттаму посочуваат дека текстилниот отпад е еден од најбрзо растечките видови отпад денес, а само околу 12% од целиот текстилен отпад се рециклира. Облеката што ја носиме се пократко најчесто завршува на депонии и ѓубришта, наместо повторно да се користи. Таму текстилот се распаѓа многу бавно, потребни се дури до 200 години за да се распаднат синтетичките материјали, при што се ослободува метан, газ што придонесува за климатските промени, како и исцедок што ја загадува почвата и подземните води со токсични материи. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.